Добре дојдовте во училница на часот по работа со компјутер и основи на програмирањето. Јас сум Билјана Петрушевска и сум моделински наставник во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски во село Драчево. Ајде да се потсетиме. За да може компјутерскиот систем да функционира онака како што треба, потребни му се хардвер и софтвер. А што е хардвер? Хардвер е било кој дел од компјутерот кој е физички, како што се мониторот, маусот, тастатурата, внатрешните делови како меморијата, хард дискот, звучната картичка и друго. А што е софтвер? Софтвер е се она што му кажува на компјутерот што да прави и како да го направи тоа. Тука спаѓаат компјутерските игри, интернет прелистувачите, програмите за едитирање на фотографии и разни канцелариски програми. Хардверот и софтверот се многу различни меѓу себе, но се потребни еден на друг за да може уредот да работи. На хардверот му треба софтвер за да му каже што да прави, но на софтверот му треба хардвер за да ја изврши дадената задача. Да се потсетиме. Каков софтвер разликуваме? Системски софтвер и апликативен софтвер. Системски софтвер е оперативниот систем. Кој оперативен систем го користи твојот компјутер? Кај нас најмногу се користат оперативните системи Microsoft Windows и Linux. Но што е тоа апликативен софтвер? Кои програми спаѓаат во апликативниот софтвер? Можам ли бесплатно да ги користам или треба да платам за нив? Токму на овој час повеќе ќе се запознаеш со апликативниот софтвер. Во апликативниот софтвер спаѓаат програмите со кои работат корисниците на компјутерите. Таквите програми уште се нарекуваат и апликации. Ајде да видиме за кои апликации станува збор. Веб прелистувачи. Тие ни служат за да можеме да прегледаме некоја содржина на интернет. Веб прелистувачите ги користат апликациите кои се наоѓаат на некој далечен компјутер. Најмногу користени веб прелистувачи кај нас се Google Chrome, Firefox, Opera и други. Електронска пошта. Електронската пошта ни служи за праќање писма, документи, известувања, соопштенија, како и разни фотографии, или едноставно кажано, разни документи. Преку неа пристигнувањето на документите кои се во електронска форма оди многу брзо и тоа е многу едноставно. Најчесто користени кај нас се Gmail и Yahoo. Во апликативниот софтвер спаѓаат и канцелариските програми. Најчесто користени канцелариски програми се програмата за обработка на текст, програмата за табеларни пресметки и програмата за изработка на презентации. Најчесто користени кај нас се програмите од Microsoft Office, како што се Word, Excel и PowerPoint. Во апликативниот софтвер спаѓа и мултимедијата, односно програмите за репродукција и обработка на слики, звук и видео,
Најпозната апликација која ја користиме за цртање уште од најмала возраст е Paint. Други најчесто користени програми за обработка на слики се Photoshop, Corel и други. Има програми кои можат да репродуцираат и обработуваат и звук и видео, но и програми кои се специјализирани само за звук и само за видео. Исто така во апликативен софтвер спаѓаат и компјутерските игри, кои вам многу добро ви се познати, а исто така и ви се многу омилени. Според начинот на кој се достапни за корисникот, компјутерските програми можат да бидат продажни компјутерски програми, кои може да се купат во продавници за софтвер или на интернет. И бесплатни компјутерски програми, кои сопственикот ги нуди на бесплатно користење преку интернет, во списанија, на CD и така натаму. Според условите под кои може бесплатно да се користат бесплатните компјутерски програми, може да бидат бесплатни програми со отворен код, привремено бесплатни програми или потполно бесплатно користење на софтверот, но често под некој услов, например, користење за домашна употреба. Според начинот на кој корисникот го набавил и го користи софтверот, тој може да биде легален или лиценциран софтвер. Кога се купува софтвер, се купува правото на користење кое се вика лиценца. Софтвер се купува од соодветна продавница, преку сајт на интернет или од програмерска фирма. Нелегален или пиратски софтвер. Софтвер кој се користи без лиценца, освен ако не е бесплатен. Пиратеријата се казнува според закон. Ајде да повториме. Што е апликативен софтвер? Апликативниот софтвер е софтвер во кој спаѓаат програмите со кои работат корисниците на компјутерите. Кои програми спаѓаат во апликативниот софтвер? Веб прелистувачите, електронската пошта, канцелариските програми, како што се програмата за обработка на текст, програмата за табеларни пресметки и програмата за изработка на презентации. Мултимедијата, во која спаѓаат програмите за обработка на слики, звук и видео. Компјутерските игри. Можам ли бесплатно да ги користам или треба да платам за нив? Компјутерските програми можат да се купат во продавница за софтвер или на интернет, но можат да бидат и бесплатни. Кога се купува софтвер, се купува правото на користење кое се вика лиценца. Запомни, софтверот кој се користи без лиценца, освен ако не е бесплатен, е нелегален или пиратски. Пиратеријата се казнува според закон. Поврзи. Што спаѓа во апликативен софтвер? Веб прелистувачи, компјутерски игри, Microsoft Windows, програма за цртање.
Во апликативен софтвер спаѓаат веб прелистувачите, програмите за цртање, компјутерските игри. Microsoft Windows е оперативен систем и тој спаѓа во системскиот софтвер. Ви благодарам на вниманието.